Добар ден, почитувани. Во предсојните 50 на минути предстои најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Жените често велат дека имаат раничка на грлото на матката, но ретко кој објаснува што навистина значи тоа. Дали станува збор за безопасна промена, што може да или пак кога може да биде сериозна. Во време кога се повеќе жени се соочуваат со миоми, полипи и хормонални дисбаланси, ќе појасниме стручно какви се овие промени на матката и кои се современите методи за нивно третирање. Гостин во студиото е професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист, урогинеколог во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, а како и досега ќе можете да се вклучите и со ваше прашање во програма. Промените на грлото на матката, миомите и полипите, што значат тие за женското здравје? Ова прашање ќе му го упатиме на професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист урогинеколог во клиничката болница Жан Митрев. Професоре, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден на вас и на вашите гледачи. Понекога жените знаат да кажат дека имаат раничка на грлото на матката. За каква промена точно станува збор? Дали навистина постои рана на грлото на матката? Да. Ова вака формулирано раничка, тоа што се најчесто слуша и од пациенти и меѓу пациентки, односно меѓу жените, значи се однесува на една промена на епителот на грлото на матката, која што може да биде видлива визуелно, значи макроскопски викаме, или може да биде видлива и колпоскопски, односно зголемување со помош на еден апарат кој се вика колпоскоп и кој што може да зголемува 18 пати, 22 пати и да се точно прецизира. Сега, за што се работи? Грлото на матката е дел во вагината изложено на стални влијанија на резидуални и нормални бактериска флора. И таа флора треба да држува нормална средина, значи здрава средина, каде што нема да има воспаление. И за таа цел грлото на матката е обвиткано со еден епител кој што е многу слоен и почест, ние така го викаме. За разлика од надворешниот дел на грлото на матката, во каналот кој што иде према телото на матката, према шуплината на матката, вака да го тоа изразам, се наоѓа друг тип на епител. Тој епител го викаме дека е цилиндричен, кој што се разликува од него. Во природата епителите се агресивни. Они кога добиваат потенцијал за раст, си завземаат територија. Во случајот потенцијал за раст се хормоните. Значи во млада возраст, во репродуктивен период, кога има многу хормони женски, кои што се различни, не е само еден естроген го викаме за да заокружиме, има огромен, мислам голем број на различни типови на естрогени биохемиски. Тогаш овој епител што се наоѓа во грлото на матката, во цервикалниот канал, е агресивен и го зема територијално просторот на плочестиот епител. И доаѓа значи надвор од цервикалниот канал, од грлото на матката, доаѓа надвор, станува видлив на надворешниот дел, на местото кај што е плочестиот, и кога се прави визуелна инспекција, стручно лице вика дека има еритроплакија, а на женичката се пренесува за да може да го тоа разбере дека се работи за една физиолошка раничка. Сега. Оти ние имаме случај кога можеме да најдеме рана и ранички од различно потекло. Ова што го збориме за некоја физиолошка промена на епителната позиција. Границата меѓу тие два епитела на грлото на матката е зона на мала резистенција, значи зона на локус минорис резистенција не го викаме, значи зона каде што најчесто настануваат промените од различни типови. И тука епителите се меѓу себе такмичат кој ќе си ја врати површината, значи плочестиот сака да си ја врати и затоа настануваат брзи промени, односно има многу млади клетки кои што се множат и во тие брзи множења настанува грешка. Ако ќе настане грешка во множењето, доаѓа до развој на различни типови на пореметување на клетичниот раст, почневши од ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3 или понатака во развој на карциноми. А каква улога имаат вирусите? Огромна. Вирусите во тоа брзо множење на тие клетки на граничниот спој меѓу овие два епитела, вирусите злоупотребуваат позицијата, затоа што кога се клетките множат брзо, почнуваат од една младост, па идат према зрење, па према старост, па умираат и си одат. Сите клетки во нашиот организам имаат век на живење. И ако не се обновуваат, или ако ќе почнат да се обновуваат споро, тоа е веќе значи почнуваме да старееме. Тоа е старењето. Успорување на обновување на нашите клетки.
тогаш кога ќе се брзо множат, овие вируси кои што им требаат клетки, кои што се млади, кои што не се толку резистентни, не се толку отпорни, значи, влагаат во нив, го потребуваат нивниот материјал, се множат вирусите и уште повеќе допринесуваат за мутирање, за промена на нормалното растење на клетките. Сега, да се вратиме на почетокот. Значи, овие ранички што ќе ги образложат пациенти, жени, општо се бенигни, се доброчудни, али може да представуваат извор на проблеми, евентуално доколку не содржава редовна вагинална хигиена, редовни контроли, редовни брисеви за контрола и така натака. Они допринесуваат малку повеќе за појачани секрети. Значи, најчесто, најбанално што настанува е тоа така наречени почести вагинални инфекти, односно пореметување на вагиналната флора. А таа се пореметува кога? Кога ќе се поремети пеха. Пеха е степен на киселост, нели? И таа треба да биде стално во една доза на киселост 4,5 отприлика пеха, што ме е важно за вашите гледачи, колку е главно да биде здрава. Тоа го допринесува доброчудни бактерии. Доброчудни бактерии, најчесто од типот на лактобацили, кои се наоѓаат во вагината и го одржуваат тоа пеха да биде. Али, овие ранички, односно тој епител кој што се наоѓа надвор од грлото, допринесува до рушење на тој пеха и затоа настануваат почести вагинални секрети, инфекции и така натака. А може ли жената да има раничка на грлото на матката, а при тоа да нема никакви симптоми? Да нема ниту вагинален секрет? Да, апсолутно. Она и нема. Јас ви кажувам, тоа најчесто ние при преглед го диагностицираме, кажуваме имате раничка, имате еритроплагија или колпоскопски наод, ако видат запишано дека се работи за ектопија папиларис, тоа е истото. Еритроплагија е макроскопски наод, ектопија папиларис е колпоскопски наод, а народен наод е раничка. Значи, раничка не е медицински всушност термин. Па, во суштина не. Така. Да. Сега, колку често се јавува овој проблем кај жените? Често во период на репродуктивен период, кога има доволно хормони, да, се јавува често. Добро, тоа е еден одраз и на добра функција на хормоните. Не разбирате? Затоа што во перименопауза почнува да се менува папатот. Како се намалува хормонската активност, така овој цилиндричен епител од цервикалниот канал, од грлото на матката се повлекува внатре, а овој што изгубил територија се ја враќа. Па во перименопауза или во постменопауза веќе границата меѓу нив станува во самиот канал. И ние често пати не можеме да ја визуализираме и викаме дека тоа спој на двата епитела не е визибилен во постменопауза или во перименопауза. Дали има потреба да се направи ПАП тест кај жените кои што имаат ваков проблем? Па генерално ПАП тест треба да се прави. Така се прави на одреден временски период. Но доколку забележите ваква промена, има ли потреба да се направи веднаш? Па не би била постоење на еритроплакија, односно на раничка индикација за ПАП тест. Тоа не, него редовната контрола, и јас сакам да напоменам сега се повеќе и во светот, и ја очекувам и кај нас ќе почне да се применува правење на типизација на ХПВ вирусот, наместо да се прави ПАП тест, затоа што во преку 98% промени од премалигни лезии и малигни лезии, значи од прекарциноми и карциноми, учествува ХПВ-то. Така, и логично дека ако ХПВ го диагностицирате, онда веќе ќе обратите внимание на бркање на евентуално целуларни промени, тоаш и ПАП тест, и биопсии, и колпоскопија, и сите тие киретажи ендоцервикални доаѓаат у предвид и се што е потребно за да се установи една диагностичка рамка и врз основа на коректна диагностичка рамка да се аплицира коректен третмент. Значи препорачливо кај сите жени да се направи бриз за да се утврди присуство или пак отсуство на ХПВ. Да, дали има ХПВ и не само дали има, него и кој тип го има. Потоа е типизација и доколку го има, дури потоа ПАП тест. Па, у светот почнуваат замена наместо ПАП тест, не прават ПАП тест, прават ХПВ типизација. Ќе дојде кај нас тој период. Јас едно време зборев, кога бев надвор малку, ствари многу, се чудев колку има многу ХПВ. Кај нас уште немаше толку, не правевме толку многу. Таму имаше поликлиника една во јавна установа со 9 колпоскопи само за ПАП тест правење, колпоскопија правење и така. Добро, тоа голема земја и веројатно тоа. Поверете. Така, но сега и Ке биде кај нас така, да. И веќе кај нас е раширен ХПВ, инфестацијата е во голема мерка. Дали сексуално е пренослива оваа инфекција? ХПВ? Да. Пренослива сексуално бара постоење на минимален влез, значи некој руптура на епителни клетки, не е дека руптура, значи прекинат континуитет, не е дека на клетка
мал отвор, ранички, кај што брзо се множат, кај што се слаби, кај што ќе најде можност да продре, за да искористи клетката да се размножи. Сите вируси тоа прават. Во случајот збориме за генитален human папилома вирус. Така? Така, има повеќе типови, некои се... Да. Типовите се поделени во две големи групи врз основа на искуство што предизвикуваат по low risk, значи високо ризик што носа, пазите, ризик зборот останува и високо ризични. Значи, од двата има ризик, само што е понизок ризик, ова е повисок. Овие што се во групата на пониски ризици предизвикуваат обично надворешни кондиломи, овие брадавички. Генитални брадавички или многу ретко предизвикуваат промени на клетките од типот на карциноми. А овие што се високо ризични и во самите нив има уште подкласификација каде што се издвоени 2, 3, 4 типа кои што се уште почесто наоѓани во карциноми. Значи, во двете групи зборот ризик останува. И тоа малку забуна прави кај пациентите. Да, ова е мојот нискоризичен и така. Да, он е нискоризичен, ама тоа ризик зборот кога постои, вие не знаете во која група сте. Малата статистичка бројка не значи дека таа треба се попуни со некого. Сега ние никош не знаеме кај сме. Така, и не секоја жена која што ќе добие ХПВ типизација на високо ризичен, да речеме, ХПВ, ќе развие некакви проблеми. Да, апсолутно не. Апсолутно не. Значи, сега вирусот и клетката, односно организмот, се во борба. Како што двата епитела, зборевме за раничката, се во борба, сега вирусот од една страна и епителот, самиот локален епител, како и системскиот имунолошки, значи имунолошкиот систем има локални војници и има системски војници. И двата се ангажира да го елиминираат вирусот. А ја ви спомнав, кога се млади клетки што брзо множење, тие не се толку отпорни, нели, треба да созреат за да развијат комплетна одбранбена сила. Така да го наречеме тоа. И тогаш во младите клетки они наоѓаат, вирусите наоѓаат површина, зона кај што можат да се искрнат, да се размножат, односно да се поделат. Тоа е потенцијал на се што е живо да се множи. И ќе доведе до некакви лези, до промени кои што се опишуваат со ЦИН1, ЦИН2, ЦИН3 во одредени случаи. Тоа се степености спрема зафатеност на епителот, се поделени во 3 групи, со тоа што ЦИН3 во англосаксонска стручна литература е и карцинома инситу. Значи, а по нашата често пати ЦИН3 не е карцинома инситу номенклатурно. Али во секој случај не доаѓа до пробој на базалната мембрана. Тоа е суштествено важно за оваа тројка да се разбере. И тоа се класификации спрема обемот на тој многуслоен плочест епител што го спомнав, колку дел од тој епител е веќе променет од присуството на вирусот. Значи ЦИН1 е првата третина, површна, ЦИН2 веќе е зафатена и средната третина, во ЦИН3 е зафатена и долната третина од многуслојниот плочест епител, со тоа што базалната мембрана не смее да биде intouchable, пробиена. Доколку се утврди почетна промена, например ЦИН1, да. Што може да се направи кај пациентката за да не прогресира проблемот? Често пати се остава да се тоа следи. Редовни контроли, затоа што организмот има голема шанса да тоа си го надмине, победи, елиминира и здрави клетки да се вратат. Да, не мора да се интервенира на ЦИН1. Постои можност, доколку постои така на некој начин преокупација на пациентот со таа работа и докторот сака да биде посигурен, да се локално елиминира површниот слој на епителот, по било кој начин, било со течен азот, тоа е ладно, или со електрокоагулација. Тоа се мали површини кои се обработуваат, епител површен некротизира, тој се љушти и се очекува на него да дојде млад и здрав епител кој што ќе созре и ќе биде здрав, односно нема да носи таа промена. Но што ако вирусот и понатаму е присутен таму? Да, тоа е можно, не е така, него се даваат и локални. Сега има многу на пазарот на медикаменти кои што делуваат локално за елиминација на вирусот, односно помагаат да се потенцира клетучната борба. Локално се даваат во облик на гелови, се пијат имунолошки стимулативни препарати. За се подобри имунитетот на организмот. Генерално општиот, што има и добробит за севкупното здравје. Само ја стално напоменувам, хиперимунитет е опасен за нормална личност, затоа што кога ќе дојде хиперимунитет, тој лесно може да
свичува во непотребна зона. А таа непотребна зона е да почне да биде аутоагресивен на своите органи. Да доведе до автоимуна болест. Па некоја. Да. А сите тежнееме да го подобриме и да го засилиме сега имунитетот. мултивитамините се хит. Се не мултивитамини, различни препарати се увезуваат, се носат и така. Тоа треба да се води рачун, треба еден баланс да се има во стимулацијата, затоа што ние секој ден кога се самите движиме, секоја мускулна активност продуцира стимулација на имунолошкиот систем. Затоа викаат дека треба кога стануваме околу 207 микромускулни спои, ве се активираат од спиење, сабајлето и сето тоа дава сила да се продвижи стимулативниот момент на целокупниот систем за одбрана. Тој е жив, тој ние кога одмараме, само се чисти и регенерира. Кога спиеме, сакам да кажам. Сакате да кажете дека физичката активност многу подобра, многу помага во одржувањето на доброто ниво на нашиот имунитет. Да, апсолутно. Па сега тоа е популарно, пишува по сите овие и портали и свашта што гледам, тоа се дешава дека луѓето сега се окупирани со тоа физичка активност, со здрави исхрани, со суплементи од типот на витамини, разни минерали, не знам што све земаат, далекоисточни растенија и така натаму. Ги вклучиме гледачите. Да. Од овој момент, почитувани, емисијата е контактна, слободно можете да се јавите во програма, да поставите прашање кое што е поврзано со темата на која што говориме. Доколку се развие цинтри, например, што може да се направи? Дали е неопходна некоја инвазивна хируршка интервенција? Што е инвазивно? Или не инвазивна? Што е инвазивно? Мора ли да се отстрани хируршки дел од грлото на матката? Да. Пожелно доколку тоа е потврдена диагноза на, тоа викаме дисплазија на епителот степен гравис, висок степен, односно цинтри, или во англосаксонска литература C инситу, треба да се отстрани конус од грлото на матката. Грлото на матката има своја должина. И кога ќе одземеме еден конус, зависи од големината и длабината која е, зависи колку е возрастна пациентката, многу е битно кај се наоѓа тој спој меѓу двата епитела што го зборевме на почетокот на овој наш разговор. Останува добра количина од грлото на матката за да не прави проблем за понатамошна фертилизација, односно евентуално бременност и такви работи. Ако е пациентка која што завршила репродукцијавен период, онда сте покомотни, онда можете да идете уште подлабоко да го елиминирате грлото, кое што е веќе променето. Таму тој епител е веќе променето. Многу ретко од цинтри има регресивен период на оздравување, така наречено. Да се повлече, всушност. Да, тоа е многу ретко и јас скоро и да немам пациент што се решил да го тоа чека. Затоа што конусот е доста квалитетна операција, добар исход има и нема последици. Сега како се прави конусот? Има различни модели, нели, почневши од најкласично со ладен нож, односно со нож, па може да се прави со електрокаутеризација, може да се прави со ласер, со лец и така натака, и така натака, зависи од приоритетот на докторот, односно од случајот. Секој случај за себе си носи на некој приоритет. Но што значи за носење на бременост? Скратено грло на матката. Да, тоа може да има реперкусија. Сега ние се трудиме, знаете што многу е битно во какво стање ќе го најдете тоа грло кога одите конус да правите. Кога треба да направиме проценка за перспективност на употреба. Ја пак ќе кажам, ако е во тек на репродуктивен период и грлото има добра конзистенција, добра содржина на ткиво кое што го има и го оформува грлото на матката, onda може да бидете покомотни. Ali ako je во постменопауза или ако не прави репродуктивен период завршен, onda тоа веќе нема влијание. Така. На колку време е потребно да се прават овие типизации на ХПВ како превенција од можни промени на грлото на матката? Во репродуктивен период еднаш годишно е убаво да се тоа направи. А ПАП тестот сепак е нас златен стандард. ПАП тест. Па да, onda двата, тоа е идеален. Тоа е идеална комбинација. Тоа е за богати системи. Оти сега збориме за системи кои што го прават ова, каде што има национални хелт здравствени осигурувања, така? Значи зборам у светот кој ќе кажам, они го покриваат тоа. И вакцинацијата е бесплатна, и сето тоа е така. И кај нас мислам дека вакцинацијата сосема бесплатна. И е добра работа да се тоа примени и кај машки и кај женски. Значи препорачувате? Да.
веќе Да, дел ова од да, беше редовниот јако. календар, бидејќи родителите имаат некакви дилеми во однос Да. на оваа вакцина, еве една охрабрувачка препорака од ваша страна. Апсолутно, јас имам често прашања такви од пациенти, од пријатели. Особено за момчињата, родителите се во дилема. Има доволен период кога се испроба таа вакцина кај девојчиња во текот на историјата на постоење на таа вакцина и сега е 9-валентна и така натака. И се покажа дека и кај машките допринесува многу за спречување на, ако ништо друго, на партнерката преносот, али и за лично. Така, бидејќи има одредени ХПВ провоцирани карциноми кои што се вуваат и кај мажи, мажите, да, апсолутно. Ке ги вклучиме гледачите, им дадеме предност. Добар ден. Добар ден и убав ден да имате. Ви благодарам, повелете. Вака, ме интересира до докторот едно прашање. Ке ве молам вака, првин да прашам за друга жена се работи, за миом на матка е оперирана, што би могло после да дојде до кој степен и како е оперирана е, а ова па за мене го прашувам докторот, на мои пред 40 години сам добила некоја раничка на матката и сега често идем на контрола, ми вика дека не е страшно на матката, а ја имам од време на време печење при мокрење, по месеца така нека ќе ми се згоди печење, жежење, тоа е страшно печење, како песок кад ќе искараш при мокрење. Тоа ќе биде еден ден, така два, па ќе однема. А тапа болка имам на стомакот доле ниско. А ќе ве молам ако може докторот нешто, што треба да направиме и како, што ќе биде? Да немате уште некој прашање, доктора? Па возраст. Возраста. Значи на која возраста? 72 години сега, а пред 40 години раничката ми е откриена. Така, одите на гинеколошки прегледи се уште редовно? Да, еве 3 години сега не сум била, до пред 3 години секоја година идем. И што ви рекоа, се уште го имате оваа промена или не? Да, сум имала уште матката, раничката си стојала. Дали така. Може нешто, не дај Боже, лошо да дојде? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професоре. На 73 така години, така. Ова е стварно невообичаено да на 73 години постои раничка од тоној тип што ние зборевме, така? Во овој период треба да дојде до реверзна позиција, да се покрие раничката, односно да епителот од надвор влезе во каналот. И треба стварно да се тоа види убаво зашто е така. Онда госпожата рече дека има некои често непријатности уринфекции, дека сето тоа се дешава, дека треба да провери, да станува многу често атрофични вагинити. Кога во тие период нема хормонска суплимација на гениталниот систем, настанува атрофија и атрофијата доведува до намалена одбранбена моќ, па настанува. Што е тоа атрофија, професора? Атрофија е кога немате, како? Да, па ние атрофираме сите секој ден. Сега, филозофски, атрофијата настанува затоа што Земјата се врти околу Сонцето, односно Сонцето се врти во галаксијата. Тоа е докажано, ако успееме да стопираме тоа, ние никош нема да остареме. Значи, старењето е последица е промена на квалитетот на клетките. Ја на почеток реков дека клетките умират и се множат. Сега, кога се намали хормонската активност и како ние проаѓа време, капацитетот нивни за регенерација, односно за множење, се намалува. И тоа доведува до намалување на структурата што клетките ја сочинуваат. И викаме дека настанува старење, остарело, атрофирало, се смачкало, како да кажам, не знам збор за атрофија, како би го превел. Еве, вие помогнете, атрофија како би помогнете? Старење. Добро, старење, мислев што се случува со органот, дали се спушта, дали ја губи мускулатурата, го губи тонусот? Губи тонус, се смрчкува, настанува квалитет на неговата структура и на неговата функција. Така. И функцијата, значи секој орган има функција, ние немаме вишок функцијата е орган. засегната, така? Секој орган наш има функција, ние немаме ништо вишок. Тоа е све рационално направено, еволутивно. Сега има многу добра емисија еволуција. Ама не на македонско подрачје, ја гледам на загребачко. Добро. И сега да кажеме за ова што е во тие години кога има атрофија на вагина, обично настанува на гениталниот систем, настанува текопит и тоа направува да развија непожелни бактерии и тие бактерии, пошто е блиску уринарниот канал, завршен канал, често пати прават промени во смисол на цистити, во смисол на репетирани уроинфекции. И треба да се види, нека повели госпожата, ако сега ќе се видиме, и ова е многу неприродно на тие години да има раничка уште. Треба тоа да се види.
Треба да се испита. се види. Еден добар гинеколошки преглед да се направи. Во продолжение на денешната емисија ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден и за него. Дали го имаме гледачот? Уште една можност за него. Ало, Во програма сте, повелете. добар ден. Добар ден. Само ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката. Веднаш. Намалите го или Ви најдобро благодарам. исклучете го тонот на вашиот ТВ приемник. Поздрав до вашата емисија и до докторот. Мене нешто ме интересира, малку е надвор од темата, се работи за херпес вагиналис. Значи, во текот на младите години сум имала цин 1, меѓутоа докторот одлучи со киретажа да докаже дали е цин 1 или не е, испадна дека не е. Други проблеми не сум имала, меѓутоа на секој стрес реагирам со херпес. Дали постои лекување? Матичната докторка единствено со решавање на имунитетот. Пријам редовно таква терапија, меѓутоа и најмал стрес имам херпес. И па ми е на 69 години сум сега. На 69 рековте. Во моментално имам 69, скоро 70 години. Проблемот не е решен и дали има некакво решение за тој проблем? Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Професоре, што можете да советувате? Да, добро објасни госпожата. Тоа се херпес гениталис, вируси. Тие живеат во ганглионите, во јадрата на нервите и таму се хранат и множат. И во попуштање на имунолошкиот систем или некоја голема физичка надразба, тие се множуваат толку што можат да дадат репрезентација која што ни видливи, станува видливи во форма на мали меурчиња исполнените со течност. За жал нема лек да тоа не стане и треба да се кога ќе се тоа појави, има локален третман, нели? Она сигурно госпожата знае и добива веќе локален третман. И на 69 години да води рачун имунолошкиот систем да си го одржава на ниво. Не може да биде излечен херпесот. Има и друг тип на херпес, тој е херпес зостер. И тој е многу понепријатен. Ова е генитален херпес кој што останува и живее со луѓето, со нас, живее додека ние постоиме. Значи само да се локално третира кој ќе се појави, ако имунолошкиот систем тоа ќе се дешава многу ретко да се појави, зависи у каква форма се наоѓа овој човекот. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Значи вака, имам 38 години и подолг временски период имам циста. Каде? Циста на? На матката. Добра. Беше отстраната, сама беше се отстранила. Па не ми идеше колку 2 месеци месецот. Потоа имаше еден месец пауза, па после пак исто не ми доаѓаше. Добра. Прашањето ви е кога ќе ви се регулира циклусот, Циклусот да, а во меѓувреме не е ошто откриено дали имаше и полип. Професоре, да немате уште некое прашање? Колку Важно ли години? каква е цистата или не? 38. На која возраста? Колку 38. години? Колку? 38 рековте? Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Циста на матката, веројатно миом некој бил на матката, така го често пати пациентите именуваат како циста. И сега проблемот е што не може мензис да добие, не добила Не мензис. се регулирал мензисот. Па добро, тоа треба да направи хормонски статус, може би миомот бил една работа, хормонска дисбаланс постоел друг. Треба се види, 38 години, доколку е све било до интервенцијата нормално, сега има 2 месеца, па ако почека уште малку во ред, ако не, нека направи хормонска анализа. Добро, ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сакам да го прашам докторот Брес на гинеколог и ми кажа дека имам задолупање на матката. Каков крем за лупење рековте? Не, дебелување на матката. Не Не разбирам. слушаш? Да, ама не ве разбравме добро. Дебелување на матката. А за дебелување? Добро, во ред. Не ве слушнавме добро. Па, дали треба да одам да ме оперира тоа, ми рекла, или не ли?
Како за беби? Предпоставам дека е возраста. На која возраста? На 61 година. 51 година имате и задебелување на зидот на матката, дали имате менструални циклуси се уште? Не. Немате. Колку време сте во менопауза? Еве, 5 години. Така. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Професоре, што можете да советувате? Обично вака задебелување го кажат, тоа е некој тумор на матката кој што во постменопауза фигурира уште. Најубаво да се види. Нека повели да погледаме дали е тоа за интервенција или само за обследење. Понекогаш се прави киретажа доколку е задебелен слој на... Да, апсолутно, затоа што тоа ни е на некој начин индикатор дека се работи за нешто што не треба да биде во тој момент, а да дава стимулација на раст. А 5 години, колку што разбрав, е постменопауза, така да тоа Може тоа со некаков третман, со терапија, со апчиња хормонски да се нормализира на оваа возраст или не? Хормонски на таа возраст не би било добро. Не би било Значи, како ќе заврши циклусот пред да се повеќе? евалуира да не е нешто друго во смисла на карцином, затоа што обично кога постои таква хиперплазија, викаме, значи задебелување, така се вика народски, задебелување на матката, постои така наречена екстраоваријална конверзија. Кај масно ткиво, жените обично имаат повеќе масно ткиво и сега ја не знам конституција како е на госпожата. Таа екстраоваријална конверзија прави супстанции кои што хормон-лайк, личат на хормоните женски, го стимулираат ендометриумот, односно слуницата на матката, тој се задебелува и ние стално сакаме да видиме дали е само задебелување или е нешто повеќе. Кога станува збор за миомите, какви промени се тие? Еве веќе неколку пати во текот на разговорот и во јавувањата на гледачките го слушнавме тој термин. Миомите се во групата на бенигни заболувања на матката, најчести. Тие се најчести заболувања бенигни, доброчудни, значи не малигни заболувања, градени од мускулни и сврзно ткиво и се јавуваат на различни, видов тука слики, некои вртат за миоми, гледате на различни локации се јавуваат, по содржина може да имаат доминантно фиброзни, значи сврзни влакна или мускулни влакна, често пати се пропратени со симптоматологија, најчесто пациентките доколку не ги познаваат, односно не ги осеќаат промените, доколку не се јават првите знаци или кај гинеколог не им се тоа установи. Значи првите знаци што може да се јават е некое пролонгирано крварење, менструално или интерменструално, кое што се заменува често со така наречени физиолошки интерменструални крварења. Онда може да се не е само битно миомот кол кафе, тоа најчесто се десува во разговорите со пациентите кол кафе и се ако ќе кажете, не знам, некој сантими, 2, 3, 4, демек тоа не е важно. Најважно е миомот кај се наоѓа. Местоположбата. Местоположбата. Зашто е тоа така? Затоа што ние рековме нема ни еден орган што меѓу себе не комуницира, знаете. Нашите органи не се фиксирани, не се бетонирани, арматирани. Тие имаат микрофлуктуации, микродвижења имаат. И тие се најважни за да сме здрави, за да сме физиолошки исправни. По случајот матката и бешиката се заедно, значи еден голем дел од бешиката покрива така наречен сервикс, односно дел на матката, да речам сега, да не објаснувам детали, и кога миомот се наоѓа посебно на преден зид, во еректилна, во стоечка положба, ние органите тоа микродвижење го притиска пред горниот зид, кровот на бешиката. Тоа е многу нормално дека се дешава. Кога не би постоел миомот, матката е предвидено да зидот гладок не допира и не притиска. Сега тој миом од 3 сантима прави, да речеме, притисок од тројка, ама кој од 7 прави притисок од седмица. Зависи тоа и фигуративно го објаснувам колкав е притисокот. Значи, колку е важна локацијата на туморот. Треба да спомнеме дека изузетно мал број во промили од тие миоми приоѓаат и во малигни заболувања, така наречени саркоми. Саркомот е малигно заболување на сврзно ткиво, а карциномот е на епително ткиво. Тоа се два типа на заболување и уште што се прави грешка како денеска е овде што бе спомнати. Кога кажете тумор, тој може да биде солиден и најчесто потребува зборот тумор и може да биде цистичен и тоа се вика циста или некоја содржина која најчесто е ликвидна, односно течна. Да. Значи едниот е цврст, другиот е течен. Да, ама двата се тумор. Се тука е разлика во конзистенција. Да, и во содржина највише, ама вака вербално кога се изразувате. И миомите се чести, може да прават пречки на соседни органи,
зависни од позиција, некојаш од големина, исто мора да спомнеме, има миоми кои што може да бидат големи, мислам да излезат надвор од до пупакот да отиде миом. Јас сум имал пациент кој што мислел дека е бремена, уствари тоа беше миом. Она не крвареш од токав миом што има израснато над над бокот беше миомот. Онда миомите може да прават прешка за фертилизација, значи за забременување, може да прават прешка за обилни крварења, кои се менструални обилни крварења или меѓуменструални крварења, така наречена метрорагија. И обично миомите причина зашто настанува ние не знаеме конкретно. Се ме застанале на мислење дека причина за нивно појава се постоење на естрогени хормони во организмот на жените. И од тука произлегува и тоа мислење дека жената која ќе оди во постменопауза, дека тие миомите ќе се сушат. Сега зборот сушат е охрабрувачки збор, што у суштина не е, него тие дефинитивно ќе престанат да растат, а дека ќе се сушат е големо знак прашање. Зашто? Затоа што се додека има циркулација, кај жената екстракорпорална трансформација настанува во маста настанува екстракорпорална трансформација на естрогена лајк субстанци, кои што го хранат да тој се одржи на некој начин. Дури кога ќе се намали количината на циркулација во околината што доаѓа до самиот биом, настанува внатрешни некрози, микронекрози во самиот тумор, ама неговата волумен не се намалува зашто некротичниот дел се пополнува со некротичното ткиво, нема каде да отиде. Така да настанува нешто за стопирање на растот, онда може во тој период да не бидат причина за евакуација, односно за операција, тоа е точно. Али најчесто се обрнува внимание доколку не прави влијание врз функција соседна или да прави големината негова и положбата негова да не интерферира со нормална функција на органите. Жените што не може да забременат, а имаат миом, се препорачува ли да го отстранат? Многу е пак битно локацијата на миомот. Има миоми што се наоѓаат према слузницата на матката, значи према ендометриумот, и прават деформација на шупнината на матката. И дефинитивно тие треба да се отстранат. Има миоми кои се наоѓаат во делот каде што доаѓа крвните садови, или ги зафаќаат дел од тој дел. И тие кои ќе дојдат во бременост, може да остане пациентката бремена, но под хормонскиот наплив што доаѓа и по моделот што ќе расте утерусот, расте, целата матка расте, тие растат паралелно. И тога може да прават проблем. Тој треба да се отстрани. Има ли случаи кога треба да се отстрани целата матка заради миомот? О, да. Тоа е во периоди кога завршила репродукција, тоа се трудиме стално да биде завршена репродукција, да биде пациентката во момент кога матката ја губи својата основна и едина функција. Матката има едина функција да реализира репродукција. Она не учествува во сексуалниот живот на жената, нити па има некои реперкусии негативни, во смисол на побрзо старење. Тоа многу е важен момент, треба да се нагласи, дека старењето зависи од функцијата на јајниците. А јајниците остануваат во тој случај, доколку тие не се афектирани од проблеми, други здравствени кои што постојат, има проблеми кои се јавуваат некојаш и на матката и на јајниците, па мора да извадите и матката и јајниците. Да, многу често пати миомите во тој период перименопаузален, постменопаузален, со завршена репродукција со тоа, се пожелно да се извадат и матката, да се извади, се спречува тие перименопаузални крварења, хиперплазија, односно задебелувања на слузницата кога не се пожелни. Да, јас, пошто малку и надвор практицирав еден период, има пациенти кои што имаат фамилиарна анамнеза за карциноми, било да се на слузницата на матката, било на овариум, и веднаш по завршување на репродукција доаѓаат за да се извади тоа. Да се отстрани. Здрав орган да се отстрани? Здрав, да, потпуно здрав. Затоа што генетското обтоварување за некои заболувања малегни е големо. Пред се јајници, гради, тие се на иста локација, дебело црево, на иста локација во генетиката на пациентите. И кога има по женска линија, лична женска линија, значи не од сопругот, не од некој по лична женска сестра, мајка, значи по таа линија, обтоварување такво, тоа се дешава и се практикува. А дали тоа ќе доведе пак до некакви други проблеми со спуст на органите? Може. Може? Може. Теоретски да.
интервенцијата на вадење на матка треба да биде пропратена и со превентивни 2-3, ја ги викам, потези во текот на хистеректомијата, кои што ја лично ги применувам, за да се токму тоа спречи. И праксата покажува дека се стварно корисни, а мене ми представуваат, не знам, дополнителни 2-3-5 минути по работа уште. А во текот на самата постапка, сега да не идеме во детали, се ангажира кровот на вагината за структурите кои што остануваат. Ете така накратко да го кажам тоа. Ангажман. Значи не е фиксирање, ангажман. Та мора да биде нормална, мора да биде функционална, мора да биде еластична, мора да биде мобилна. Иначе би бил голем проблем. А кога станува збор за полипите, дали се тие покарактеристични за жените кои што се во репродуктивен период, кои што се уште имат менструални крварења, или за оние кои што веќе влегуваат до перименопауза и менопауза? Токму така. Во репродуктивен период полипите се најкарактеристични. И... Дали се тие подеднакво опасни како и полипите на дебелото црево? Дали се тие преканцерози или не? Па нема. In мас не мислиме дека се одма преканцерозија, ама треба да докажеме. А како ќе докажеме? Со тоа што мора да го извадиме полипот и да го пратиме на хистологија. Посебно во постменопауза и во перименопауза, ако такво нешто постои, треба дефинитивно да се хистолошки евалуира, односно микроскопски да се биде прегледано и да се отстрани сомнение за евентуално постоење на малигно заболување. Може да се полипот, што значи полипот? Значи дека клетки се множеле убрзано, па се групирале, па формирале нека формацијска, што ние во медицината ја викаме полип. Може ли во време на перименопауза, кога нема доволно хормони, за време на менструалниот циклус да не се isfрлат сите клетки надвор и да остане дел кој што ќе наликува на полип? Да. Па у суштина може ли да се очекува со следниот тоа менструално крварење, да речеме тоа Тоа е пракса. Да се елиминира. Тоа е пракса. Треба ли да се причека, ми беше прашањето? Апсолутно. Прашањето е на место и е пракса. Тоа е пракса, тоа редовно диагностицирате полип, ултразвучно. Добро. Го измерите, запишете и ќе повикате пациентката да дојде после по завршување на нареден менструален циклус. Тоа е пракса редовно. Да, токму така. Сакам да спомнам нешто. Овие тумори што притискаат на бешиката, миоми најчесто, или некогаш и самата матка кога е во една хиперантеверзија, ние викаме, знаете, кога ќе се таја поремети од својата позиција, доаѓа во една индиферентна положба и таа индиферентна положба ја прави доста флексибилна. И таа флексибилност се реализира најповеќе, дури да нема на предниот зид миом, фибромиом, без обзир на големината негова, допринесува на кровот на бешика да прави притисок. И при кивање, кашлање доаѓа до ниво до губење на урина, на мокрача. Значи миомот може да доведува всушност до еден ваков проблем. Практично пациентка има мал миом на лошо место кој што прави стрес инконтиненција на урин. Гледате, тоа е, затоа ви кажувам, се е поврзано. Апсолутно, апсолутно. Ние немаме вишак орган. А по отстранувањето на миомот може ли, или полипот, може ли да се очекува на тоа место повторно да се развие миом или полип? Да, може. Може. Многу често кај или постменопаузални пациенти, кои ќе извадите полип, не се развива. Да, затоа што тоа бил наплив на перименопаузален период, кога имало такви субстанции кои што можеле да стимулираат. А во репродуктивен период може, теоретски може, има пациенти што ваделе полип и после не знам кој период пак се диагностицирам постоење на полип. Што е причината? Стимулацијата на растот на клетките го зборевме дека хормоните го прават. Во репродуктивен период има хормони и тоа е добро, тоа е здрава состојба. Ако еднашка потврдите дека тој не е опасен, ќе го следите другиот полип. Ако се пак јави, се разбира. Тоа се вика рецидив. И сосема на крај, една порака до гледачките да прават редовни гинеколошки прегледи покрај тоа што немаат никакви проблеми. Бидејќи споменавте, дел од овие проблеми не дават никакви симптоми. Да, видите, редовната контрола гинеколошка е дел од сите други контроли што треба да правиме. Ја не знам сега да спомнам, не знам стоматолошка контрола, вајде еднаш годишно треба да се направи, дали? Па зависно од возраста, различни контроли треба да се прават и да се води рачун. Кога ќе доаѓаат во постменопауза пациентките, обавезно треба да направат проблеми
од аспект на развој на некое несакано малигно заболување. На гениталниот систем зборам сега, да не отворам тема на други системи, пошто сите трпат старење. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што дадовте убави појаснувања на оваа тема. Ми беше задоволство. Почитувани, ова беше се во денешното издание. Ви благодарам за вниманието со кое што нас следевте и ви посакувам пријатен ден.